го споминавте Чаир, дали Бујар Османи беше лош избор за кандидат за градоначалник на Чаир, човекот министар за надворешни работи, имаше, да речеме, таква кариера каква што имаше, претседавач на ОПСЕ беше едно време и сега после 2-3 години губи на локални избори во Да, јас мислам дека воопшто не ни бил прашан Бујар Османи, му било наметнато од лидерот на партијата Али Ахмети, сметајќи дека Чаир е една од клучните две општини заедно со Тетово, каде што јас постојано и во вашето студио велев дека Чаир е битката за Сталинград, условно кажано, во етничко-албанскиот политички блок, дека се судрија двата под наводници титани Бујар Османи и Изет Меджити. Од таа гледна точка, ај да кажам под наводници, мене ми е жал што политичката кариера можеби не заврши, ама беше толку депласирана на Бујар Османи, бидејќи вие да бидете министер за надворешни работи, претседавач со ОПСЕ и министер за здравство, вас да ве спуштат од извршна власт да бидете кандидат за локална самоуправа и вие да доживеете пораз, едноставно. Дека зборуваме за пораз во прв круг и во прв круг апсолутно. Сега дали е нормално прашањето да се постои, дали можеби некој внатре во неговата партија како што велите го назначил за да биде индиректно елиминиран утре задутре во трката за наследник на Ахмети. Апсолутно да, ама Али Ахмети ако ги троши своите условно кажано еден вид на наследници во политичката партија каде што практично од формирањето е неприкосновен лидер, нека е жив и здрав, ама секој животен век има крај. Ако со крајот на животниот век на Али Ахмети значи крај на политичката партија ДУИ, тогаш нека име со среќа, бидејќи гледаме дека кадри како Теута Арифи, Ермира Мехмети, па еве и Бујар Османи, Изет Меджити беше еден од најизвиканите политички представници на ДУИ, па поради внатрешни конфликти се тргна. Блерин Беџети е тргнат од ниво на градоначалник во Сарај, е стаен во законодавната власт. Артан Груби знаеме што се случи, едноставно сите кои беа, да кажам, политички првенци или политичка лига А околу Али Ахмети, гледаме дека се тотално истрошени политичари, а тоа е неприкосновено. Дали е тој некој мастер план или едноставно политичкиот живот така го Јас мислам дека политичкиот живот така им се случи од проста причина што многу години помина во извршната власт и во централната власт. Сите тие политичари се истрошени под наводници, само Али Ахмети е неприкосновен, но Али Ахмети за прв пат во својата политичка кариера, плашејки се од ова што му се случи вчера, почна да прави коалиции со други политички партии, од типот на партијата на Зијадин Села, на Арбен Таравари, етничко-туриски, етничко-бошњачки политички партии. Никогаш ДУИ тоа не го правило, секогаш излегувало како единствен партиски политички субјект. Сега, од една страна, гледаме дека ДУИ може нема ни да има еден или двајца, условно кажано, од ДУИ кандидати што биле номинирани за градоначалници, бидејќи еве во Гостивар ќе победи кандидатот од редовите на партијата на Таравари. Од таа гледна точка гледаме дека Али Ахмети веќе му се испуштени конците од рака, а од друга страна, со тоа што Бујар Османи доживеа таков тежок политички пораз, гледаме дека еден ден ако Али Ахмети реши да се пензионира политички, не гледаме некој кој би го заменил на Паризи, кажавте за Чаир, кажате дека Влен можеби не доволно фер, еве народски кажано, изиграла кон ВМРО ДПМН во Скопје, дали сега во вториот круг во Кичево ќе застанат зад кандидатот на ВМРО? Тоа сакав да се поврзам преска директно, поставите друго прашање. Јас мислам дека тоа прашање што го поставите на Благојче требаше многу кратко да се одговори. Добро, сега дозволете ми јас да си го како мислам и кога мислам да ги поставам прашањата. Не, одговорот мислам, не за прашањето. Да беше добар кандидат, ќе го гласеа народот. Толку е завршена приказна ова. А вториот момент дека оние не пресметале дека Изет Меджити може да дојде да се кандидира во општина Чаир. Бидејќи тие мислеа дека не може да се симне човекот од вице-премиер за да дојде да се кандидира за градоначалник во една општина како што е Чаир. Тие лошо ги имат направена пресметка. Добро, меѓутоа Венки чека во моментот кога Бујар Османи кандидира Бујар Османи, кога видел дека се Не пресметала, пошто и овие не очекувале дека Бујар Османи ќе биде кандидат. Овој сакаше да го изненадува, и на крај го изненади овој другиот. Така што а во врска со тоа јас кажувам дека кога не можеш да треба да бидеш малце логично да ги размислиш за работите, ние треба малце повеќе да бидеме лојални кон граѓаните
и дека треба да ги почитуваме тие. Зошто ние да ги лажеме дека албанец сега во вакви услови дека ќе биде кандидат, односно може да се биде изберан во град Скопје, а ние знаеме како се гласа. Да беше заеднички кандидат помеѓу поголема македонска политичка партија и албанска политичка партија може да биде. Сега, они не требаше да гласат, односно да номинираат во Скопје, за да може да ги се подржат од другите градови, вклучувајќи и Кичево. Јас сум мислел дека ќе имаме разумност помеѓу Влен и ВМРО ДПМН, односно да се договорат во Кичево да биде македонец, во Струга да биде албанец или обратно. Но јас мислам дека сега дури и Фатмир Лимани изјави дека според тие скандалите што ги имат моментално градоначалникот на Кичево, дека тешко ќе му биде некој албанец да го повикува за да гласат за него. Тоа се подразбира дека нема да му дава директна поддршка. Јас мислам дека дури треба да се мобилизираат. Знаете зошто? А може воопшто да не гласат за никој? Тие, да. Ако не гласат, тогаш кандидатот на ВМРО ДПМН ќе биде победник. Но јас мислам дека бидејќи Ахмети пак ќе се повика за национално единство, како во Чашка што победи, денеска победи во Чашка, да видиме албанецот што ќе прави за таа општина. Еве ќе го видиме во мандат за 4 години, ќе бидат разочарување тотално во таа општина, бидејќи во таква општина треба да имаш пари за да инвестираш, ако владата не ја поддржува таа општина, мислам дека не ќе може. Ако може да прашам, што значи тоа, ако можете мене да ми го објасните, можеби и не знаете, нашата најголема победа е победата во Чашка. Што значи тоа за албанскиот електорат што ќе добие еден градоначалник во општина како што е Чашка? Да не зборувам за и за местоположбата и за бројност. Јас мислам дека тие во овие избори отидоа за да имат албански општини, но знаете зошто? Знаете што? Во Кичево, од кога Кичево победува Дуи, тој сега ќе ги мотивира, ај мене да ме гласате тука во општината за да нормално да го држи власта. Јас мислам дека овој пат албанци треба да се бидат малце повразумни, не треба да гласат по етникум, туку треба да гласат за еден лидер кој ќе им ги овозможува, односно да им ги исполнува потребите што ги имаат тие граѓани таму. Јас мислам дека овој пат треба разумно да си подаваме рака еден кон друг и да избереме градоначалник кој треба да ги представува најнормално во таа општина. Дека до сега имате добар процент на погодени, вашето размислување кој ќе биде победник тога? Зависи како вреди ќе игра. Ако игра како мислите дека вреди ќе игра? По моја логика, ако игра само еден дел да го гласат, тогаш јас мислам дека бидејќи ќе победи Александар таму, но јас мислам дека тој има 11 кусур илјади, она 5, 3 и 4, значи јас пресметав околу 1300 гласови, мислам дека има повеќе албанците карши кандидатот на ВМРО ДПМН, 500 да го гласат него, јас мислам дека е завршено. Добро. Или па вреди половината да не излезат на гласање толку. Многу кратко, во една минута ќе одиме, малце сакам да изанализираме и тоа што се случи со СДСМ со овие избори, бидејќи секој цело време говорам дека е многу важно во секој држава опозицијата. Само сакам да продолжам, бидејќи никој не го спомнува. Добро, само мора да се трудам да имаме сите исто време. Во две општини, пошто две општини не се спомнат. Немаме избор на градоначалник на општина Гостивар, кој е многу важно, и на општина Врапциште, таму веќе ќе биде делегиран човек од страна на владата и автоматски овие две општини ги има изгубено и Арбен Таравари може да се свири од денеска. Така што бидејќи ниту една општина нема. Така што од другата страна Ахмети не успел уште една победа да го спомне, а тоа е дека победи во доволно време посветивме за тоа. Сакам малце да ги анализираме тоа што се случува со неголемата опозицијска партија, бидејќи тоа е многу важно. Секоја влада нели треба да има алтернатива, да има некаков баланс, меѓутоа тоа што се случи во Скопје, па и во Битола, наговестува дека партијата се уште не е доволно, ајде да речам, оздравена од тоа што се случуваше на парламентарните избори. Кај Шукова четврта во Скопје. Ви изненади тоа вас? Не ме изненади, не само што не е оздравена, партијата е во тотална клиничка смрт. Јас сум многу запрепастен, би рекол и разочаран од беневолентноста на изјавата, јас го реков на така наречениот лидер на се уште опозицијската партија, бидејќи се уште е втора политичка партија, каде што тој представува преку некој кризен пиар менеджмент во јавноста, преку соопштенијата на таа политичка партија, неговата лична пресконференција, на подпредседателката на партијата, на заменик председателката, каде што упорно
одбива да кажа дека они доживеа дебакал и катастрофален пораз. Станува збор за политичка партија која пред 8 години на локалните избори имаше 55 освоени градоначалници во сите скопски општини во главниот град. Сега во главниот град Скопје се сведоа единствено да имаат победа во првиот круг во општина Центар, каде што се издвојува градоначалникот Горан Герасимовски како една морална победа на социјалдемократското членство. Во останатите скопски општини, во главниот град Скопје, таа политичка партија заврши трета или четврта како кандидати за градоначалници, а на советничките листи во Советот на град Скопје како пета. Вие кога ќе доживеете таков изборен пораз, кандидатката за градоначалник на главниот град е подпредседател на партијата. Таа упорно и пред изборите кажуваше во медиумски гостувања дека за нејзе ништо не е пораз. Организациониот секретар е четврти во општина Куманово, која до пред појавата на Максим Димитриевски или отцепувањето на Максим Димитриевски традиционално била општина најголема во Македонија, која социјалдемократите постојано ја освојувале. Изгубија после 20 години Струмица, бидејќи него кандидира актуелниот кандидат во првиот круг. Него кандидира актуелниот градоначалник Костаин Костадинов во јуни месец поради внатрепартиски нивни пресметки. Презентирајќи дека имаат добар кандидат, видовме што се случи. Врз база на таков изборен дебакал, вие да одбивате, да признаете катастрофален пораз и место нормално како секој цивилизиран и разумен човек кој сака партијата има морални, политички и партиска одговорност да си поднесете оставка, вие одбивате да се соочите со јавноста. Морам вака во вашето студио да кажам и да бидам директен, за директно да ме сватат веројатно и тие луѓе таму или јавноста. Ако така одбива неврохирургот да се соочи со реалноста, мислам дека треба да си посети добар невропсихијатар, каде што разлика од 200.000 гласа на советничките листи, освоени 3 градоначалници во однос на неговиот против кандидат од 30 освоени, вие да го презентирате во јавноста дека тоа е тренд на зголемување. Нивниот наратив не е толку лошо, а разликата меѓу ВМРО и ДПМН се намалува. Нивниот наратив, Александар, погледнете го на нивното соопштение на нивната официјална страна, каде што нивните партиски членови ставаат емотикони каде што им се смеат на таа реакција која им ја пишал веројатно нивниот пиар кој зима таму 10.000 евра месечно, каде што има коментари од социјалдемократски членови кои веројатно сакаат таа политичка партија, каде што им велат вие сте, ај сега не ги парафразирам и цитирам, и вулгарни коментари, извини, немојте до крај ќе завршите па ќе завршиме, ама само да ја завршам мислат. Значи вие да направите пораз од 200.000 гласа разлика, еклатантен пораз, да завршите позади левица во сите скопски општини, да завршите на 4-то место во Куманово, во Кочани да не влезете во вториот круг, во Битола Габриела Илиевска каде од позиција на советник во втори круг, во Куманово влезе независен кандидат. Партија што имала партиска инфраструктура и што вели за себе дека е државничка партија, да доживее таков епски дебакал, незиниот така наречен лидер и подпредседателките и заменик председателките да одбиваат да се соочат со реалност, да пуштаат такви смешни соопштенија дека не знам, они кажале дека ВМРО ДПМН ќе паднале 130.000 гласа. Добро, а вие паднавте уште 30 и разликата меѓу вас и ВМРО ДПМН е 180. Мислам дека е тоа лудост. Видете, прво мешањето на вокацијата и на професијата не е во ред, затоа што за мене сепак Венко Филипче беше и е добар неврохирург. Меѓутоа, втора работа дека треба да оди на невропсихијатар, па голем број од луѓето одат на невропсихијатар и тоа воопшто нема потреба да се смешува во вакви политички дискусии. Затоа што сите ние може да имаме потреба од невропсихијатар и одењето само по себе не значи дека не сте ментално здрав. Што се однесува до останатите резултати, во добар дел ќе се согласам и ќе кажам дека реакцијата, самата кампања на Социјалдемократскиот сојуз беше за мене, поготово водена од Филипче, беше невообичаена заради тоа што она што јас го знам и што имам една перцепција за лидер како доктор, како успешен доктор, не личеше на човек кој што веќе се реализирал во својата професија да употребува такви карактеристики за владеачката партија, за одредени кандидати и како човек. Зборуваме за воспитан, културен, условно речено, човек кој што е во политика, меѓутоа не мора да зависи од политиката затоа што има своја сопствена професија. Повеќе неговата последна реакција од типот па јас кампањата ја завршив добро, како учениче кој што добар бил во кампањата, ама ете можеше и не сум задоволен од резултатот. Повеќе ме изненадува реакциите условно речено на женскиот дел од екипата, нека ми простати гледачите, не ги делам, жените се беа во овие избори многу малку застапени, дури имаме Изабела
белешка од Само еден дека е градоначелник 10% и само една жена градоначелник Кандидати избрана, 10%. што не е во ред. Меѓутоа тие рекоа, па нашата борба продолжува, ние уште победуваме. Како да не живеат во ова време со овие бројки и со овие резултати? Што треба да се случи да ги соочат со реалноста како што велат другите соговорници? Видите, прво не само лидерот на партијата, него целото раководство. Јас вчера во некоја прилика чув како се вика нивниот генерален секретар. Генералниот секретар на партијата мора да биде лично светски позната. Најчесто тие луѓе стануваат и председатели на државите, после тоа премиери и така натака и така натака. Овдека никого не знаеме. Така да во интерес на државата е таа партија да се реформира длабински, целото ова раководство треба да се трне настрана. Јас сум уверен дека таа партија има здрави сили кои треба да дојдат на власт. Иначе ги чека судбината на Пасок во Грција и слични судбини во светот. Ваква каква што е партијата, после тие предавства што ги направи во последниот период дека беше на власт, таа заслужува, разбирате, дури забранување. Така да, мислам дека е Зашто да неопходно. заслужува тоа? Забранување. Со закон треба се забрани. Договорите од нивици, договорите со Бугарија, вториот протокол, се разбирате, уништување на оваа држава. Има и други, тиранската платформа и така натака и така натака. Меѓутоа, конкретно во сега што се случува и реакциите кои ги имаме, нели така, се смешни во крајна линија. Да се разбереме, во првиот круг ВМРО ДПМН има 32 градоначалници, овој има 3, тоа е 10:1. Купните резултати се очекува дека биде околу 54, 53 и така натака, овие околу 8. А на прошлите, на минатите локални избори, ВМРО имаше 42 пратеници плюс, како се вика, Скопската која беше така нивна во крајна линија, СДС имаше 16, разбирате. Значи тоа ВМРО роди со едно 30% повеќе, а овие од 50%. Да, ги знаем, меѓутоа знаете што не ми е јасно, ако е ваква ситуацијата, ако Само да како се поврзам нешто, пошто ја спомна Тиранската платформа. Тиранската платформа само беше политички трик на Ахмети, поддржан од страна на Еди Рама, за да дојде на власт во тој период. Немаше друго, ништо буквално од тоа спроведено од Тиранската платформа. Истото трик го има направено, не знам дали сте следеле, у петокот тој отиде или четврток отиде во протест на Учега на тие што да ги брани тие што се во ХАГ. И тоа мислеше дека тоа ќе помине кај народот и да ги добие изборите, буквално исто како Тиранската платформа. Нито едното, нито второто немат врска со националниот интерес, однос бидејќи да не забораваме, ние еднаш се договориле во 2001 година, го имаме, односно уставот. Промене на уставот. И толку завршила Така е. веќе е консумирана Да не тема. влеземе, Добро, јас сакам да завршам. Јас кажувам заради Ако е така како што велите дека раководството е буквално изгубено, како што велите сега ќе ги употребам вашите зборови, зошто тогаш од ВМРО ДПМН денеска потпредседател Николовски кажа дека е време за смена на раководството, нели од политичка логика на ВМРО ДПМН би му одговарало такво како што велат слабо раководство на СДСМ, бидејќи ќе си имат по-слаб противник. Зошто би го барале тоа? Немам објаснување зашто, например, Александар Николовски би барал Јас имам. смена на раководството во СДСМ. Дури мислам дека, како што констатирате вие, потезите кои ги водеше ова раководство, овој така наречен лидер на СДСМ од неговото именување, Ама не е така наречен. добре, председател на партија, ајде да речам октруиран, добро. Да. Одеа во прилог и во корис на ВМРО ДПМН за токму за овој резултат. Да почнем од, да речеме, од именувањето на кандидатот за градоначалник во општина Струмица, кој апсолутно одеше во корис на ВМРО ДПМН, брутално исфрлајќи го актуелниот градоначалник, кој можеби и веројатно би победил во општина Струмица, правам некоја хипотеза. Што мислите дека некаков политички пазар тоа? Да, апсолутно. И не само што зошто мислам, би се имам правил? информација. Добро, Па зашто вела дека ете председателот, да не го речем така наречениот, е да кажем директно поставен од претходниот најмоќен и највлијателен председател на СДСМ. Многу мина вела дека СДСМ е киднапирана политичка партија од претходниот председател и премиер претходен на Македонија, дека таму нема воопшто демократија, нема спротиставување на мислење, дека таа политичка партија повеќе личи на трговско-корпоративно друштво кое е управувано како дуел приватна фирма. Тоа се размислувањата на некои и социјалдемократски високи Рековте функционери. информации дека имате. Па добро се, јас комуницирам и со луѓе. Поранешни, За тоа сте тука. да, поранешни, да речам, високи партиски функционери, не сакам да ги именувам, поранешен градоначалник
главниот град и поранешни други членови, пратеници, министри, тоа го пишуваат отворено на нивните Facebook статуси на социјалните мрежи или го кажуваат го еве сега ќе ја спомнам актуелната пратенички, поранешна министерка за одбрана Славјанка Петровска, кога на внатре-партиските избори изгуби од актуелниот претседател, кажа се боревме, нејзини зборови цитирам, не парафразирам, цитирам, се боревме против заробена држава, на крајот добивме заробена партија. Тоа се личните зборови на актуелната пратеничка Славјанка Ние Петровска. Ракиć вчера беше во студио, исто зборуваше, мислам, кажуваше Па човек дека затоа- му е жал тоа што се Па случува. затоа велам дека Да. јас не измислувам топла Благодарам. вода, да, тоа го Марковска, кажувам. повелете, кажавте дека може да дојдете на пултот, кажавте дека оставете се водата слободно, кажавте дека имате одговор на тоа зашто од ВМРО ДПМН барат промена на претседателот на СДСМ, кога политичката логика вели дека на таа партија и политички би требало да сака да има послаба позиција. Тоа само зборува за демократскиот капацитет на ВМРО ДПМН, затоа што ВМРО ДПМН ја има веќе апсолутната власт во Македонија, претседателски, парламентарни и локални избори. Ниту за една власт не е добра да нема никаков политички коректив, затоа што ако нема политички коректив има и забегување. Не може никој Тоа мислите никого дека е мотивот? Апсолутно мислам дека тоа е мотивот и дека тоа не е празна реторика, а што се однесува до состојбата во Струмица не се согласувам. Костадин Костадинов не беше лош градоначелник, меѓутоа сегашно предложениот кандидат за Струмица е еден од поактивните членови и тоа е човек кој што ја заслужува апсолутната доверба на цела Струмица и мислам кој друг кандидат да беше дека ќе победеше ВМРО ДПМН со овој кандидат. И нешто што многу ми се допадна, мора да го апострофирам, бидејќи не беше присутно никаде, утредента, само што ги изгуби изборите кандидатот на Социјалдемократскиот сојуз рече вака, ќе се обидам да парафразирам, многу битки, веројатно потекнуваат и двајцата од бизнис секторот, изгубивме или добивме заедно, му посакувам целосна среќа и успех на новоизбраниот кандидат и во една демократска држава така реагираат нормални луѓе на изборите. Се сложувам од добар дел со тоа, бидејќи знаете, ако нема силна опозиција, власта забегува. Така е. Така да Да, тоа го не говориме можам цело да го време. тумачам, мислам, под председателот на ВМРО ДПМН, али во суштина, ако нема некој да ви дува во вратот, разбирате, тоа е неизбежно. Добро, ајде сега едно прашање од вашата Ајде. специјалност како дипломатија. Многу пати се неуваше дека по локалните избори дека државата ќе влезе во процеси на решавање на поголемите прашања. Најакутен од надворешно политички аспект е тој со Бугарија. Очекувате да има некакво придвижување? Јорхан Муртезани па и Мицковски неколку пати најавија дека можно да има нешто по нова година. Неизбежно е тоа, разбирате. Мислам дека дури гледаме некоја убава порака, скриена порака од фон дер Лајен која беше минатиот пат. Тие сите повторуваат промена на уставот, сите мислам затоа што И вие да кажете на човек кој што доаѓа од Брисел дека убава порака, не, чекайте. си дочекавме и тоа. Не, да, велам дека може да се крие дека не е јасно што мислеше таа, меѓутоа е едно позитивно тумачење во најдобар случај. Знаете, сите повторуваат, зашто ние подпишавме таму дека треба да се смени, да ќе го смениме уставот, дури во Добро, што очекувате се случи во една минута? рамка пишува дека ние предложивме да се менуваат избори, да се менува уставот, а не бугарите ни го наметна како ултиматум и така натака. Таа веќе топката е во вашиот двор. Вашиот двор, така. Значи, ако е топката во нашиот двор, ние треба да ја решиме. Тоа не може да биде промена на уставот. Во нашиот двор ние решаваме. И она што пред малку зборувавме, ако ние немаме своја стратегија, ако ние немаме своја Вие не може да политика, мислите, ако ве разбирам добро, ако кажете дека топката е во нашиот двор, тоа значи правите што сакате со топката. Не. Ние точно ни кажа, топката е во Видите. вашиот двор, ама треба тука да ја ставите. Не. Ако е топката во мојот двор, јас одлучам кај ќе ја шутнам, дали ќе шутнам лево, десно или право, разбирате. Така да велам, ова е моето тумачење. Само автогол да не биде. Јас не сум сигурен, не Само може автогол да не биде, бидејќи во минатото се служеше автогол да даваме. Добро, и тоа не е избежно, разбирате. Така да, ако е во нашиот двор, Бујрум, што велат турците, најте да видиме што е најдоброто решение. Македонија во овој момент нема друга опција. Или ќе го откаже вториот протокол со Бугарија, кој е катастрофален, кој не фрли под маса, разбирате, и под земја, ако сакате, или ќе одиме да продолу и ќе завршиме на ѓубришето од историјата. Добро, имате вие некакви информации како би се движело овој процес, бидејќи очигледно и сите кажуваат дека мора нешто да се случи со Па бугарите. самиот премиер Мицковски најави дека од јануари би имале некои поповолни
вести. Поповолни вести кои би биле? Поповолни вести би биле никогаш ВМРО ДПМН не велело дека бугарите како народ заедно со евреите, со хрватите, црногорците не може да ги внесе во уставот. Тоа не е проблем, затоа што сега се во групата на останати. Проблем е што ќе се случува после тоа кога ќе бидат внесени во уставот. Тоа е она што ги мачи веројатно сите граѓани на Македонија, не само ВМРО ДПМН. Најави некои нови ветришта, кои што можеби ќе се движат не во правец само на промена на уставот, туку повеќе во правец на гаранциите кои што ние би ги добиле. Токму заради тоа е денешната изјава на не знам од која причина ја дава, веројатно е двосмислена, затоа што не верува и во данајците кога ти носат подароци. Денешната изјава на Румен Радев како осведочен непријател на македонците и на македонската нација, кој што вели го заболува мојот пријател Виктор Орбан, кој што има добри релации со македонската влада и посебно со премиерот Христијан Мицковски да поработи на човековите права во Македонија преку внесување на бугарите во уставот. Ако тоа биде на принцип на реципроцитет, замолница ќе нема да има потреба. Атанасовски, можете од место, как вашиот поглед во 2 минути, какво е тоа придвижување што ви можело да го очекувате? Нема да има придвижување, бидејќи мислам дека соговорниците не ја знаат или не се информирани за политичката ситуација во Бугарија. Во Бугарија има еден вид на политички парламентарна криза, може да има редефинирање на владеачкото мнозинство и се става под знак прашалник дали ќе обстане ова владеачко мнозинство или Бугарија ќе оди на нови предвремени парламентарни избори на почетокот на идната година. Од друга страна, јас тоа не го сакам да е така. Сите представени политички парламентарни партии во Бугарија имаат усогласен заеднички став. Сите тие го прифатиле францускиот предлог. Има политички партии кои се дел од оваа владеачка коалиција предводена од ГЕРБ на Бојко Борисов, кои се против францускиот предлог и сметаат дека тоа е предаство за бугарските национални интереси. Значи не постои политичка партија во Бугарија. Со кој ќе може да се работи? Не само да може да се работи, камоли да се разговара за промена на францускиот предлог или подобрување на позициите на Македонија. Говорам, има политички партии кои се дали може решението не треба да се бара во Софија, туку да се бара во Брисел? Нигде не може да се најде, бидејќи Брисел... Останавме за глави, не сака да кажа. Дефинитивно мислам дека Брисел апсолутно не да нема толкова моќ. Може само да пренесе Урсула фон дер Лајен или било кој представник висок од Европската унија и во Софија и во Скопје, политички пораки, но нема толкова моќ или нема толкова заинтересираност во дадениот момент да изврши таков, условно кажано, невиден притисок врз политичка Софија да може да ретерира. Јас ви ги кажав какви се внатре политичките и партиските констелации во Бугарија. Дали јас се согласувам со бугарскиот став? Апсолутно не. Дали бугарскиот став ќе се промени? Јас ви гарантирам дека нема шанси. Може ние да си правиме илузии дека од Бугарија ќе дојдат европски политичари. 10 секунди со Фаризија одима. Видите, Бугарија нема никогаш да го промени својот став, кој е стар 150 години. Сола Драгојчева. Моментално ние сме доведени во ситуација со наши грешки, со наши капитулации, да нашиот пат во Брисел и преку Софија. Ние, ако не расчистиме Софија, Брисел ужива, Брисел... Атанасовски вели дека нема да најдеме партнер кој што би направил некаква отстапка, што ќе биде во наша полза. Ама, слушајте, ако вие тргнете да мислите дека ќе доживеете пораз, не излегувате на терен тогаш. Македонија мора да расчисти со Бугарија. Или ќе има реципроцитет, или ќе има некоја цивилизацијска комуникација меѓу две држави, или треба да ги прекинеме односите. Ако тие не признава дека ние постоиме, а некои наши идиоти да не решам да го подам таков избор, да ги избираме зборовите, али тоа таков израз заслужуваат, подпишаат договор со некој за пријателство, со добрососедство и така натаму, што некој не призна дека постоиме ние. И тоа треба се расчисти. Тоа се расчистува не преку договорот, да не го закачаме договорот, само преку вториот протокол. Со тоа паѓа во вода и ултиматумот да менуваме уставот, кој не смене во никоја случај да го промениме по таков диктат. И второ паѓа преговарачката рамка. Наш клучен проблем моментално е преговарачката рамка, каде се сите соништа бугарски фантазмагори во неа ставени. Добро, ќе се вратам по ако имате нешто да кажете на темава, ако не со прашања додам. Не, јас во врска со ова можам да кажам дека процесот на донесување на надворешни политички одлуки треба да биде согласно уставот. Тоа е првин и сите треба да се вклучат сите институции со цел ние да имаме еден заеднички консензус, односно заеднички став. Национално, меѓуетничко и не знам што.
знаете зошто? Што ќе се случи сега после изборите? После изборите јас ви гарантирам дека албанската опозиција цело време дополнително и со другите политички партии, македонски политички партии кои се во опозиција ќе ја притиснат вреди за да излезе од владата, бидејќи Македонија не започнал преговорите за Европска унија. Но јас мислам дека вреди Ќе се надмине себе си. Се надмине себе си, до сега ја надмине себе си. Тој што не го надмине себе си остана во опозиција. Во опозиција како така. Арбен Таравари без општината, дополнително без општините, така што јас мислам дека вреди до сега се е конструктивна политичка партија во владата, дополнително и граѓаните кои го гласале, бидејќи знаат дека вреди ќе оди до крај на мандатот со ВМРО да помине, затоа го имат гласено во овие избори, така што јас мислам дека треба да најдеме консензус, но ние знаете што треба да правиме. Ние не треба никогаш да избегаме преговорите. Ние секогаш треба да бидеме спремни дека сме за преговори, бидејќи тогаш ќе нападнуваат. Никогаш не рекла Македонија дека нема да преговара. Да, ние имаме добар став и јас мислам дека ние секогаш треба да бидеме спремни за преговарање, бидејќи на крај на краишта Европска унија кога ќе сака да не интегрира во Европска унија, јас мислам дека ќе ни врши притисок и во Бугарија и кај нас и мислам дека ќе се реши со гаранција. На наша штета бидејќи такви стравови. Треба да има проактивна улога во која што ние сепак ќе предлагаме работи кои што се разбира се во наш интерес. Меѓутоа тоа што е во наш интерес, бугарите сметаат дека не е во нивен. И тука веќе немаме никакво разбирање. Компромисот не треба да биде на штета ниту на едниот, ниту на другиот народ. Не може да се преговара за нас, а да трпат бугарите. Ние не ги негираме. Кој како се осеќа и што се осеќа во Македонија може да се напише. Меѓутоа, ако некој води политика во која што доаѓа во вашата држава, пред се зборувам за нивните некогашни подпредседателки на собрание, сега веќе не знам дали се пратенички, доаѓаат и викаат за каков јазик ние зборуваме. Македонскиот јазик не постои, вие сте измислена нација која што постои после 48 Зашто додека се уште се соочуваме со вакви проблеми, да околните земји од Западен Балкан, барем најголем дел од нив веќе одат, ги отварат кластерите и одат напред кон Европската кога ќе завршат они и ние ќе влеземе. Да, ви благодарам на сите. Само за забелешка курса. 10 секунди да истече време. 10 секунди. Видите, значи во принцип ние мораме да тргнеме во акција. Додека ние сме во пасива, додека ние молчиме и се криеме и чекаме другите. Прашав што не е. Значи ние сме на потек и ние треба да реагираме, разбирате. Да. Ви благодарам на сите за учеството во вечерашната емисија. Брзо помина времето. Ви благодарам за интересните размислувања. Почитувани, ви благодарам и вам и едно потсетување дека во 23 часот на Кавгас Иван, подкастот на Канал 5 е навистина интересен. Гледайте го и тоа. Останете со програмата на Канал 5.